Министерке, очигледно е дека позицијата на жените инфериорна на пазарот на трудот е предодредена и од самиот избор на професија, односно на занимање. Како го толкувате ова и дали Министерството за образование и наука презема одредени чекори во насока на менување на оваа ситуација? Ви благодарам. Дефинитивно, присуството на жените на пазарот на трудот е предодредено од изборот на професијата, но тоа не е единствен фактор. Има многу други фактори и јас еве како вовед, пред да кажам што прави Министерството, би набројала неколку што се однесуваат на нашата земја. Општо е познато дека традицијата, начинот на живот во одредени земји значајно влијаат на изборот на професии и воопшто вработувањето на жената, секако и на мажите, но сега генерално зборуваме за жените. Во минатото македонската жена се грижала повеќе за семејството, додека мажот требал да го набави она што е потребно за семејството. Ова е Балкан, каде што се случувале многу потреси, особено во големи периоди се случувале војни, па мажите не биле дома, жените морале да го направат она што требало да го направат и мажите и жените. Под тука мојата теза дека силна жена представува силно семејство и силно општество. Дополнително има и други фактори. Структурата на телото на мажите и жената не е иста. Мажите имаат посилни коски, поголема мускулатура, жените за разлика од нив не. Значи има многу фактори, но не велам дека заради овие фактори тие не треба да бидат рамноправни и рамноправно вклучени на пазарот на трудот. Да, изборот на професијата влие и она што Министерството го прави и треба да го прави е прво да ги образува и жените и мажите, да порасне свесноста или еманципацијата на целото општество за рамноправноста на машкиот и женскиот пол. Државата веќе подолго години прави такви напори, но образованието е на било кој начин спроведено, формално, неформално и така натаму, е од особена важност за едните и другите, бидејќи тие мора да живеат во симбиоза, зборам за мажите и жените, треба да се свесни дека способностите на едните и на другите речиси во сите професии се еднакви. Она што во моментов го правиме е да обрнеме поголем фокус на средното стручно образование, каде што правиме напори да вклучиме што е можно повеќе жени, да не бидат тие само текстилни работнички, наставнички, медицински сестри, па и докторки. Статистиките велат дека во нашата држава има повеќе докторки отколку доктори во одредени моменти, иако е тоа синусоида. Да се вклучат и во она друго што традиционално се вика машка професија, зашто реално се способни. Па така, во моментот има некаде над 20.150 девојчиња во средните стручни училишта, што е за 1000 повеќе од пред 4 години, например. Она што друго сега го воведуваме со новите закони за основно и средно е професионално советување или советник за кариерно напредување кај учениците, што од исклучително значење, затоа што досега учениците беа оставени на околината и семејството да одлучува за нив, што секако не е лошо, има такви влијанија, но сега ќе добијат и професионална помош за тоа каква професија да одберат и за тоа јас сум благодарна, ќе ни помогне Европската тренинг фондација за да што побрзо ги оспособиме овие советници за да можат да пристапат на работа со учениците и во основното и во средното образование, особено затоа што на тој начин, кога професионалец ќе ги одреди способностите, надареноста, талентите на учениците, очекуваме тие да имаат поголема продуктивност, отколку би биле насочени
на некоја друга професија под разни други влијанија. Тоа секако трае и ќе трае. Значи, разни влијанија секаде во светот има, пак има и во Македонија, но важно е образовниот систем да им понуди еднакви можности. Дополнително и за повозрастните, значи за студентите, исто така, во соработка со UNDP или МАК фондацијата, веќе повеќе студентки се стипендираат за да се приклучат на STEM професиите и ги стимулираме сите, од најмали на најголеми, да се вклучат во оние професии како што се ИКТ, инженерство, математика, што предоминантно досега представува машка професија. Факт е дека како се зголемува степенот на образование, така разликите стануваат помали, тоа е вистина. Вистина е дека и софт вештините можат да помогнат сериозно во зголемување и на продуктивноста, но и за рамноправноста на жените на пазарот на труд. Од тука имаме и нов закон за образование на возрастни, во кој имаме неколку значајни новини, преку кои и повозрастните, и оние кои што не се доедуцирали или воопшто не се едуцирале, маргинализирани групи и други групи од општеството, ќе добијат можност да се доедуцираат за да влезат на пазарот на труд. Со оглед на тоа дека и вашите сознанија кажуваат дека поголем дел од женската популација е дома и не е вклучена на пазарот на труд, ваквиот начин, значи за неформално искуствено образование, сериозно би помогнал за вработување на жените, без оглед на тоа која професија ќе ја одберат, но секако бидејќи во моментот пак има побарувачка за оние професии кои ги велиме машки, верувам дека и овој закон и оваа организација на образование драстично ќе помогне во тој правец. Дополнително, ако не е долго, само со една реченица ќе спомнам, дополнително оваа влада има програма за целодневна и едносменска настава, која исто така значително ќе влијае на ослободување на жената од домашните обврски, за да може да се вклучи на пазарот на труд, но за да не бидам предолга, ако имам шанса, за тоа би зборувала подоцна. Да, видовме и од самото видео пред панелот министерке дека многу значаен елемент за вклучување на жените на пазарот на трудот е да постои целодневна настава или дневен престој во самите училишта, за да можат тие да работат додека децата се згрижени во воспитно-образовниот процес. Споменавте дека владата има таков план, вие сте го презентирале тоа јавно, но до каде и кога може да очекуваме имплементација на овој проект и овој план на владата, но и колку сметате дека тоа ќе биде решението или барем дел од решението на проблемот со неактивност на жените на пазар? Ви благодарам за додатното време. Долги години правевме анализи и кога бевме во опозиција, се разбира како првенствено да го подобриме квалитетот на образованието, затоа што реков, образованието продуцира силни жени, а силните жени, да не ми се налоти машкиот пол, ние без него не можеме, секако, силните жени пак продуцираат силно општество, силна економија и така натаму. Од анализата која направивме, видовме дека огромен број училишта во Македонија работат во повеќе смени, зашто реално се и такви условите, но свативме дека огромен број на родители од двата пола би се вклучиле на пазарот на труд, доколку имаат можности или услови, односно со едноставни зборови кажано, доколку едниот од родителите, а тоа е по правило жената,
не мора да се грижи за децата дома. Од тука сметавме дека едносменското работење со подолг предстои на учениците во училиштата, не само што ќе го подобри квалитетот на образование на учениците, пак ќе продуцира силни мажи и жени за силно општество, туку ќе има возможи на жените кои се дома, евентуално да се дообразуваат, или ако се образувани, да се ослободат од грижата за децата и целокупно грижата за семејството и да можат да се вклучат на пазарот на труд. Докаде во моментов над 150 училишта веќе работат во една смена, а за да го прошириме тоа на цела територија, како што и вие сама кажавте, јас повеќе пати сум зборувала за тоа, ќе треба малку време за да се обезбедат услови, бидејќи инфраструктурата не секаде дозволува веднаш да се почне со едносменска настава, иако бројот на ученици опаѓа, имаме демографски проблеми и наталитетот во земјата е низок, секако тоа треба да се поправи и треба да се работи на тоа, но ние ќе продолжиме да работиме да остваруваме услови за да има се едносменска настава во сите училишта на целата територија на земјата. Ова е процес кој е поврзан со уште еден процес кој се вика оптимизација. Ние во земјата имаме релативно висок број на училишта во кои учат мал број на ученици, да речеме во еден клас по 7 ученици, по 15 или во цело училиште 15, тоа е во главном во руралните средини и тој процес на оптимизација треба тие ученици за подобра социализација, за конкуренција, за генерално подобри ефекти од учењето да постигнат, треба тие ученици да ги придвижиме кон најблиските или централните училишта, за да ги споиме во поголеми паралелки, за да можат да остваруваат подобри ефекти во учењето. Накратко само би додала, да, има земји каде што помалиот број на ученици во класовите даваат подобри резултати, но за жал кај нас ние така, ние се уште на тестирањата сме прилично на дното. Да се вратам, значи, на поентата и на темата. Во овој момент Министерството со помош на Светска банка спроведува еден проект во кој правиме анализа на огромен број на училишта во Македонија, за да видиме во кој од нив има услови да се доградат првенствено училници, а ако има потреба и да се изградат цели училишта за да почне таа едносменска настава. Анализата е при крај и веќе во летниот период би требале да почнеме со изградба на училници во оние училишта каде што се потребни 2-3 училници, за разлика од тоа каде што има повеќе потреба од тие училници ќе треба нели и поголеми зафати, па во моментов она што го имаме е дека треба да се доградат 300 училници, 70 санитарни чворови, се разбира тука има и други пропратни елементи, струја, грење, канализација, водовод и така, и се е тоа опфатено во оваа програма. И еве со задоволство ќе кажам дека очекуваме за време на летниот распуст веќе да почнеме во неколку десетини или барем 10 училишта уште веднаш да работиме за тие од септември да можат да работат во една смена и да пристапат на целодневна настава. Мајките на овие деца ќе бидат ослободени за да можат да влезат на пазарот на труд, а децата ќе бидат згрижени во училиштата и ќе постигнуваат поголеми образовни ефекти за женските ученици, нели, ученичките кои ќе го поминат овој систем на образование, кога ќе бидат на соодветна возраст да можат да одберат професија која не е различна од машките, доколку имаат афинитет за тоа и да бидат успешни и правнички, докторки, бизнисменки и се она што го е повеќе почесто кај мажите, инженери,
градежни, технолози и така натаму. Ви Ви благодарам. благодарам многу, министерке.